Царинските службеници и минатиот месец, како и вообичаено, се прилично активни на терен и во своите царински контроли успеваат да откриваат различни стоки по различни основи, за кои што понатаму Царинската управа поведува соодветна постапка и врз основа на доказите кои што ќе успее да ги обезбеди, се разбира, покренува различни постапки, во повеќето случаи тоа може да биде прекршочна или кривична постапка. Во конкретниот случај рековме дека имаме 6 кривични пријави против 8 физички и 4 правни лица. Кривичните пријави се покренати по основ криумчарење за заплена на стоки кои што го исполнуваат условот криумчарење, тоа значи пренесување на стока преку царинската гранична линија со цел да се одбегне плаќање на царински давачки во вредност поголема од 2000 евра. Понатаму се поднесени кривични пријави за неовластено производство и пуштање во промет на психотропни супстанции. Овде би сакала да го скренам вниманието, се разбира, на обидот да се пренесе во Република Македонија одредена количина на марихуана и амфетамини. Знаете дека употребата и користењето, злоупотребата на дрогите е секогаш нешто на што Царинската управа дава посебен акцент и се обидува во својата транспарентност кон граѓаните во Република Македонија секогаш да ги опомени и предупреди за опасноста од овој вид на стоки. Па во оваа прилика би сакала особено да го скренам вниманието на обидот да се прокриумчерат, да се внесат во Република Македонија одреден број на таблети од групата на стимулативни дроги, односно амфетамини, со различни логоа, смајли во вид на диамант и така натаму. Тоа е нешто што е врзано со самите трендови на психотропните субстанции. Особено сакам да го скренам вниманието на јавноста во овој момент заради постоечкиот тренд години назад на употреба и злоупотреба на синтетичките дроги во светот, па и кај нас, а овие амфетамините како вид на дрога влегуваат токму во тој вид на дроги. Затоа еден апел до младата генерација: седете настрана од овој вид на дроги, немате никаква корист од нивната употреба. Понатаму имamo покренато кривични пријави по основ повреда на правата од индустријска сопственост, за царински измами, за внесување на медицински препарати, козметички препарати и така натаму. Се разбира, многу интересен е случајот и по кој што се покренати кривични пријави по основ заштита на правата од индустријска сопственост, затоа што станува збор за турски државјанин кој се обидел во Република Македонија да внесе поголема количина на спортска облека, на детски играчки и различна друга стока на кој што сегде стои некој одреден познат светски бренд, а Царинската управа, согласно своите надлежности, е обврзана да го штити тоа право. Според вашите информации, може ли онака грубо речено, кој највише врши криумчарење во држава? Дали македонските државјани или повише странски државјани вршат? Се разбира дека измешана е бројката, меѓутоа најголем број е сепак на македонски државјани, затоа што целта на криумчарењето и на пренесувањето на стоки со цел одбегнување на царински давачки води директно кон некој личен економски профит и тогаш под наводници мотивот за да се нешто пренесе преку граничните премини, се разбира, во Република Македонија е во поголем интерес на нашите државјани. Ви благодарам што учествувавте во информативниот блок на телевизија. Ви благодарам и на вас. Еве сакам да искористам приликата да на сите оние кои што денес патуваат негде, да им посакам во името на Царинската управа среќен пат и да ги потсетам на граничните премини да пријават се што носат за царинска контрола.